Слава на нашиот Господ Исус Христос. Неделното Евангелие не води крај Галилејското море, од каде Господ започнува едно големо дело. Четворицата рибари не ги сретнува во храмот и не ги убедува со посебни ветувања, туку доаѓа во нивната секојдневна работа, во нивната екзистенција, во нивната борба и ги повикува: појдете по мене, јас ќе ве направам ловци на луѓе. Слично нешто се случува и во Стариот Завет. Бог го повикува Мојсеј среде обичен ден крај капината што гори додека тој ги пасе овците. Пророкот Елисе е повикан додека ги ори своите ниви. Така и денес Бог преку ова слово сака да влезе во нашето секојдневие, во нашите борби, во нашите животи, таму каде што сме, среде работата, грижите, семејните предизвици, и не повикува да појдеме по него, да започнеме нов живот, со сосема нови борби, нови грижи, но со него. Симон, Андреј, Јаков и Иван веднаш оставија се и појдоа по него, без да размислуваат многу. Ги оставија мрежите, ги оставија нивните стари животи, се впуштија во авантура за која не знаеја што ги чека, но сепак имаа доверба во Исус. Пречувствуваа во нивните срца дека во него има нешто посебно, божествено. А што е со нас? Предпостави си денес Исус истите зборови да ги упати на тебе: појди по мене, јас ќе те направам ловец на луѓе. Тоа да го направи на твоето работно место. Како би реагирал? Дали си подготвен да го напуштиш твојот кораб, твојата сигурност и удобност? Дали си подготвен да ги оставиш мрежите, она што те заробува, што го преокупира твоето срце, што те држи далеко од Христа? Дали можеш да му кажеш денес: еве ме Господи, прати ме каде што сакаш ти? А да се биде ловец на луѓе не значи нужно да се биде свештеник. Можеш да бидеш рибар на луѓе и како родител кој ги воведува своите деца во верата, како наставник кој ги поучува децата со љубов и почит, како работник кој совесно ги извршува своите работни обврски и често го заработува својот леб, како пријател кој сведочејќи со својот живот за Христа донесува надеж. Бог повикува таму каде што сме, за да го носиме таму каде што недостасува. Овој Исусов повик не се однесува само на апостолите. Тој е упатен до сите нас, за секој кој е крстен. И денес Господ минува покрај морето на твојот живот. И денес повикува: ако го слушнеш неговиот глас, не го одложувај одговорот и појди во нова авантура, во сосема нов живот. Ќе искусиш дека сето она што сега го живееме е безсмислено. Единствено со него животот добива смисла.